Почитувани граѓани на Општина, почитувани колеги советници, почитувани представници Општинската управа. Ја свикувам 45-та седница на Советот на Општина Бело Капеле. Седницата се одржува на 28.4. со почеток во 16:30, но дословно со почеток се држува во просториите на општинските простории. И за работа во предлагам следниот дневен ред: усвојување на записникот од одржаната 44-та седница на Советот на Општина Бело Капеле. И за дневен ред по точка 1 предлог одлука за давање на согласност за издавање под закуп на недвижнина ствар деловен простор. Точка 2 предлог програма за одржување на паркови, јавно градско и волградско зелениво и рекреативно површини на подрачите на Општина Бело Капеле за 2025 година. Точка број 3 предлог решение за давање на согласност за измена на годишен план за вработување за 2025 година. По точка 4 предлог решение за формирање на комисија за проценка и утврдување на висината на штетите настанати од пролетниот мраз на територија на Општина Бело Капеле. Точка број 5 предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Бело Капеле за првиот квартал од 2025 година. Точка број 6 предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2024 година. Точка број 7 разгледување на барање од физички и правни лица. Отвара расправа по односно дневниот ред. Дали некој бара збор односно дневниот ред? Пошто никој не бара збор, дневниот ред оставам на гласење. Кој е за вака предложено дневниот ред? Молам да крене рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на усвојување на записникот од одржаната 44-та седница на Советот на Општина Бело Капеле. Дали некој бара по збор по односно записникот од 44-та седница? Нема барање, го заклучувам. И за записникот оставаме гласење. Кој е за вака предложено записник? Молам да крене рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Точка број 1. Предлог одлука за давање на согласност за издавање под закуп на недвижнина ствар деловен простор. Молам предлагачот да се изнесе. Извинете, поверете да се Евгенија. Евгенија, точка број 6, меѓутоа ајде ќе одиме на единицата, па одма после може да даде предлога. Ви благодарам. Нема многу да се задржам. Почитувани советници, согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, ние сме должни, односно градоначалникот, до Министерството за финансии и до вас како советници да доставиме квартален извештај за изминатиот квартал, односно за периодот од 1.1.2025 до 31. март 2025 година. Реализацијата на приходите на основниот буџет на општината заклучно со првиот квартал е 21.904.998 денари од предвидени 133 милиони денари, или тоа се некои 17%, додека реализацијата на расходната страна на буџетот изнесува 21.904.000 денари, или тоа се исто 16,43 денари. Разликата помеѓу остварените приходи и расходи, која што ја пренесовме со салдото од 2024 година, изнесуваше 13.328.000 денари. Би споменала дека даночни приходи, кај данокот доход од добивки од капитални добивки изнесува 463.516 реализација, кај даноците на имот од правни и од физички лица имаме реализација од 1.029.000 денари, кај даноците на специфични услуги имаме реализација од 1.599.000 денари и кај такси за користење или дозволи за вршење на дејноста 107.000 денари. Кај неданочните приходи, кај глоби, судски и административни такси имаме реализација од 48.000 денари, кај неданочни приходи имаме 8.264. Тоа е на страната на буџетот. На страната на самофинансирачки активности е поголема овде реализацијата во делот на уплата на родителите за надоместици за оброци
за дечињето во детската градинка. Претежно имаме таму реализација и кај трансфери и донации на 741 трансфери од други нивоа на власт имаме износ реализација од 18.404.000 денари, додека пак кај донации од странство, односно од UNDP, имаме реализација од 165.000, тоа е за општинско корисна работа, за тие веќе завршија до месец март, што ни беа жените ангажирани. И кај капиталните приходи имаме продажба на земјиште и нематеријални вложувања, односно на 733, 243.000 денари. Во теков на оперативни расходи, значи, имаме на конто 401 основни плати, можем да кажем, значи, ајде консолидирано, заедно со единките корисници, вкупна реализација од 13 милиони денари, кај придоноси за социјално осигурување имаме 5 милиони денари, 5 милиони 75.000 денари реализација, и кај надоместоци, заедно, значи, кај сите имаме 569.000 денари реализација, кај тековни резерви и недефинирани расходи, овде имаме реализација, нели са, ама добро, таа не беше на 16 март, реализацијата не е 251 денари, што добеливме на Сапорт Кочани, што беше нели за Црвен крст. Потоа, кај платни и дневни расходи имаме вкупна реализација од, значи зборувам за сите, и за единките и за нас, 70.000 денари за првиот квартал реализација, кај комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт имаме реализација од 1.759.000 денари, кај материјали и ситен инвентар имаме 727.000 денари, кај поправки и тековно одржување имаме 1.519 реализација, кај други договорни услуги имаме 961.000, кај други тековни расходи имаме 248.000 и кај привремени вработувања имаме 774.000 денари, односно ова е и за во основниот буџет, односно во администрацијата и во детската градинка што ги имаме привремено вработени. Во трансфери до невладини организации, го споменавме тоа нели на комисијата, овде имаме реализација 225.000 денари, кај разни трансфери имаме 903.000 денари, исплата по извршни исправи нема реализација и социјални надоместоци имаме реализација од вкупно 80.000 денари. Кај отплата на главнина до други нивоа на власт, овде се мисли за долгорочната обврска која што ја имаме по МСИ проектот, односно изградата со 3 улици, значи која што ни доспеваше до 10 февруар, имаме реализација од 1.561.000, значи таму сме изреализирана обврската, и кај други градежни објекти имаме реализација од 9.544.000 денари. Тоа би било накратко што се однесува за кварталниот извештај за првиот квартал на општина Демиркапија, и можам и да ви известам дека сега во најскоро време, може би за месец или како ќе се договориме, би имале и ребаланс, прв ребаланс на буџетот на општина Демиркапија, бидејќи денес добивме известување за дополнување на насоките за подготовка на буџетот за 2025 година во делот на ДДВ-то, каде што имаме, значи, ни доделуваат за делот за воедначување, односно 0,75% од данокот на додадена вредност, остварен во претходната фискална година, од 4.698.000 денари. Тие ќе треба некаде да ги распределиме, а тие ќе ги пуштаат во фази, значи, од кога ќе го направиме ребаланс, значи ќе го поделат до месеците кои ќе остануваат до крајот на годината. Тоа би било накратко за реализацијата на првиот квартал. Сега почнавме, тоа е шеста, пета точка од дневниот ред, заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Демиркапија за првиот квартал. Отварам расправа.
на согласно за издавање под закуп на недвижни места, деловен простор. Благодарам, председател. Значи, согласно Закон за локална самоуправа, значи со објектите во собственост на општината, располага, значи, одлучува ствари за начинот на располагање со собственост на општината Советот. По тие причини предлагаме и ова предлог одлука за давање на согласност за издавање под закуп на недвижна ствар, деловен простор. Инаку во конкретниот случај станува збор за делов објект, познат кај нас како пензионерско. За тој простор станува збор со вкупна површина функционално 151 метар квадратен на приземје од зграда 1 кој што се наоѓа на улица 11 октомври, односно на катастарска парцела број 4071, инаку е запишана во имотен лист број 1291. Објектот е собственост на општина Демеркапија и согласно извештајот од страна на овластениот проценител, проценетата вредност на овој простор, на овој дел од простор, што се дава под закуп изнесува 1.089.121 денар или 17.709 евра. Меѓутоа, вкупната месечна закупнина на движната ствар која се дава во закуп, која што според закон би требало да изнесува 0,5% проценетата вредност на движната ствар, во конкретниот случај изнесува како почетна цена на закупнина 5.446.000 денари. Оваа одлука, како што кажав, ни е потребна за да можеме да ја започнеме постапката за јавно надавање за издавање под закуп на период од 5 години на предметниот објект, делот објект во конкретниот случај. Постапката ќе ја спроведе комисијата која што е формирана од страна на градоначалникот. Добро. Расправа по прва точка дневниот ред. Предлог одлуката за давање на согласност за издавање под закуп. Дали некој збори или прашање кои се представители? Спомене. 130 метри квадратни на приземје. Да. Кој дел е тоа? Јас се отворих на парцела, не го даде чорка. Дали се могу збори за дворот? Не. Не само. Това не. Значи, само станува сега дел од простор, значи внатрешна површина, кој што е ресторанскиот дел, со кујна, со да. Тој дел за. Тој е приземјето. Да, такова ќе почне се опланирање на давање електронско. Значи, по донесувањето на одлуката, значи ќе се спроведе јавен оглас, тоа оде преку електронски, преку е-ствари, значи систем кој што преку ЗЕЛС го користи општината и кај што секој заинтересиран може да се најави. Таму пишува дали потребни документи се го треба. Да. Во самиот јавен оглас ќе бидат наведено што треба да се прикачи и да се достави. Ако има исто така и, например, известување тоа че почне. Јавна е таа страна, да, секако дека Дали некој друг има прашање или разбор? Пошто некој друг нема разбор, да заклучувам. Прекрасно со тим предлог одлука за давање на согласност за издавање под закуп на недвижна ствар деловен простор остане гласен. Кој е за ваква предложена предлог одлука молам да ДНР? 5 гласа за. Дали има против? Дали има воздржани? Четирица се одржани. Благодарам. Поминуваме на втора точка од дневниот ред, предлог програма за одржување на паркови, јавно градско и удобно градско заредено и рекреативни завршени на поддршка на општина Демеркапија во 2020 година. Помолам председател на комисијата да се Програмот за одржување на јавна паркови и јавно градско и удобно градско заредено беше на комисија и ја доби поддршката за да дојде точно на дневниот ред за оваква саборна седница. Сметам дека е добро да се има програма за 2025 за одржување на јавното заредило. Согледно тоа што прошлата година еднаш ја одбивме, па вториот пат имавме забелешки, во кои ја се сеќавам, дека требаше да се надополнува со некои работи. Во овој случај самата програма е надополнета со одржување на летниковци, рековме, со одржувањето на оние Македонија пат каскадите таму, и со одржување забелешката беше на културно-историските споменици, односно спомениците во Држево и во Бистренци.
така да те се вметнати овде во програмата и ви препорачувам на Советот да ја изгласа оваа програма, затоа што треба да се имате на програма за таква работа. Тоа забелешка мала, каде што е во четворката пак пријавени па мајска марша од Типе, а тоа иска не забележам, меѓутоа тука пишува оваа автобуска станица, овде треба да се коригира, автобуска станица нити има, нити пак има на тој дел, така да тоа е таа забелешка. По сугестија. Тоа мислиш на скицата, така? Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој има спор или прашање? Помнува се да имаме предвид програма за стажување на комитет на мислови Мислам дека 2 милиона денари се малку, а тоа што програм има работено околу 4 лица, за да се почуваат това, че овие пари не достигнат ни плата на тие што го изработуваат тоа, така што според мен треба малку повеќе да се дадат далече. Това не е така забелешка. Да се покажете за 168. Това не е забелешката. Дали некој друг бара збор на предлог, сугестија, поверете. Програма површина од 3815 метри квадратни, 137 декара. Колку луѓе би било доволно да го одржуваат тие простори? Значи, јас не сум во можност да ви одговорам, затоа што не е во мојот дел и не е во мојот сектор, значи изготвувањето на оваа програма, затоа и претходно на комисија кажа колку имате прашања, барем до лицата кои што се изготвувачи. А нема представа? Имам моментално колегата. Комисија имаше, можехме да поставим прашање, мислам да не се оформодите, јас дадов препорака да треба да се изгласа програмата и комисија беше отворена за прашање. Не е проблем. Класични студенти може би се окей, може би не се окей, може заслугање дека во секој случај програмата треба да реализира што гледаме јавно комунално предпријатие. Кога минатиот совет го донесовме дека милион и пол треба да му платиме на јавно комунално предпријатие, значи може да одржува како да се. Така е тоа мислам. Во секој случај да платите на работењето во се пресметнати. Па и во нивниот буџет се до сега Ние скоро пари никогаш доста. 4 милиона да се би било добро би се одржувало на по-висок степен. Господин Тенок ме рекол колку луѓе се потреби. Зависи од степена на државка. Дали ќе го косиш еднаш неделно или 4 пати неделно или ќе го чистиш. Како и да е, би било добро да, точно зависи од луѓето, од персоналот, од средствата и така натаму. Тие работи за да се краи. И тоа програмата е овака како што ја видовте. Добро е, според моје мислење исто така, добро е да ја имаме и добро е да ја изгласаме, И не во за да секој можеме да период. обезбедиме макар и минимална. И не во секој период од месецот има активности по самата програма, значи Точно. се знае дека во зимскиот период нема реализација во делот. Дали некој друг па разбор? Пошто никој друг нема разбор, да заклучувам претресот по однос на втората точка и предлог програмата за одржување на паркови, јавно градско, градско зелено и рекреативни површини на погрешите на општина Великарка за 2020 година остана гласа. Кој за вака предложената програма? Волам да крene рака. Кој е против? Дали има поддржање? Двајца поддржање. И благодарам. Еден треба. Поминуваме на... 8 за така и беше. 8 за, еден воздržан, да. Така, математика. 8 ако се за, еден треба да го одржа. Значи, 7. Ајде еден да гласаме. Кој е за? Да молам да крene рака. Броиме. Редо 1, 2, 3, 4, 5,
6, добро избрав, 6, така? 6 за, кој е против и кој е водржан. Сега тројца водржан, сега 20 водржан. Добро. Значи 6 за. 6 и тројца водржан. Поминуваме на трета точка од дневниот ред, предлог решение за давање на согласност за измена на годишниот план за вработување за 2020 година. Јас ќе дадам образложение за точката. На минатата седница на Совет или пред минатата, не се сеќавам точно кога беше, имавме исто така измени и дополнување на годишниот план за вработување. Тогаш ја објаснив поставката, накратко и сега. План беше пуштен во август месец 2024 година. Сега на пролет имавме дискусија околу вработување, ставивме неколку точки по измени и дополнување. До сега ништо од тоа не е реализирано. Има сега таму некои позиции кои што се ставени во планот, што и како се изреализира за овие 2-3 месеци колку остануваат до распишувањето на изборите, што ќе биде тоа. Конкретно измената сега на овој план? Конкретно измената е не е реализирана позицијата со работник, како беше референт во урбанистичко-планска документација во урбанизам, референт за урбанистичко-планска документација. Тоа не е реализирано позицијата раководител на оделение во урбанизам, не е реализирано раководител во оделение ЛЕР и раководител во оделение нормативно-правни работи. Минатиот има само раководител на сектор има. Минатиот пат беше раководител на оделение, беше на Совет и референт за урбанистичко-планска документација беше на Совет. Тие не се реализирани, заради тоа ги има и сега пак. Плюс се додадени раководител на оделение за локален економски развој и раководител на оделение во нормативно-правни работи. Светата точка од дневниот ред и прво решение за давање на согласност за измена на годишниот план за вработување за 2020 година. Оставаме вас на този јако предложение предлог решение во некој рака. Против, дали водржани, кои се водржани. Поминуваме на четврта точка од дневниот ред, предлог решение за формирање на комисија за проценка и утврдување на висината на штетите настанати од пролетниот мраз на територијата на општина Великапија. Има ли представник да поведете представникот на решение? Значи, формата на регулаторијата од 8.54 оваа година земјоделските површини од населените места Трждево, Корешница, Бистрица и Демеркапија кај Чехли беа запатени од пролетниот мраз. Има претрпено штети, за да се утврди вистината на штетите. Е доставен повик за пријавување на штети, кој што трае до 30 овој месец. И за да може да продолжи поставката понатаму, потребно да се формира комисија за процена и утврдување на висината на штети настанати од пролетниот мраз на територијата на општина Демеркапија, со за која во состав на комисијата се предлагаат лицата Валентина Недева, дипломиран агроном, Костадин Николов, дипломиран агроном и Живко Шипинковски како представник од општина Демеркапија. Дали е добар разбор по однос на четвртата точка, по однос на персоналното решение на комисията за проценка Јас и само утврдување на висината? Повелете. прашала во врска со ова, не е конкретно знала. Дали се исплатија средствата од претходната година, дали тоа беше од суша или беше од... Мислите за некаде на август месец кога донесуваме? Не. Значи, таа постапка не беше до целост проведена до крај, затоа што комисијата не е избрана на терен и не беа утврдени
висините на штетите, за да може да се на крајот изготви извештај кој би се доставил до влада. Фалшиво сознание испод 1000 денари од века. Тоа не знаеме колку е, значи се додека влада не донесе одлука, врз основа на одлуката на владата се знае колкав процент од утврдената штета би била исплатена на граѓаните. Може би ако тоа некоја пракса за претходно што Зависи од степенот. Ама зависи. Веројатно. Да. Точката е само за формиране на комисија, така? Да. Тоа е влада. Ние не можеме и за друго да одлучуваме, значи единствена обврска на комисија да испаде на терен, да ја утврди значи штетата, врз основа на која што изготвува извештајот го доставува влада. Значи влада носи одлука дали ќе биде исплатена или нема да биде исплатена штета. И во колкав износ. По однос на тие персонални решенија кои што ги предлагаме тука на својата за таа комисија, да се разговарат со представителот на општината и има забелешка по однос на ланската заради тоа што направите пропуст и заради наша пропуст, морам да кажам, после тоа комисијата не излезла на терен, не излезла на терен и луѓето не се обештетени, што на крајот убитник е си граѓаните на општината, така што не е ред. Дури имаше предлог да тоа биде мандат на комисија, да си има мандат, меѓутоа според законот мислам дека тоа не е возможно и таа комисија се формира за конкретната година и по однос на некакви елементарни непогоди кои што евентуално би ги запанале, било во случајот се случи на нас, така да заради тоа одлучуваме да таа комисија излезе на терен, направи проценка по однос на штетите што се направени, за да може да бидат увеличените штети. Затоа пака сега да не правиме дали по наша вина, дали по не наша вина било и како било. Значи вината е на општинската администрација, не на членовите на совет. Прошлата година, да, точно е дека се достави каква комисија се направи, меѓутоа општинската администрација претходно си повикала луѓе кои што мислам дека се стручни, си направила без одлука на совет комисија, си прошетаа те се направили извештај, па после дойде точка на дневен ред да составуваме комисија. И кога ние составиме комисијата, практично не беше таа комисија која што претходно извршила увид и доставила извештај. Едната с комисија со друга комисија не може да го подпише извештај, тоа право е барем така. Затоа во ред е прво да се избере комисијата на седница на совет, да има чисти, а после да се забере да се достави извештај. Не може да ги дръпите работите од едно на друго. Веќе тука да бидеме коректни. Јас реплика на господин Стојанов. Значи, заради персонално решение на предлог на господин Стојанов да променет еден од членовите на комисијата, дотичниот господин не излезе на терен. Не е спорно тоа комисијата дека излезе и таа што ја формиравме, зошто не излезе? Зошто не разборуваме за тоа зошто комисијата не излезе и не ги обештети граѓаните? Значи, ние не ја завршила одговорноста. И треба да има одговорност за таа работа. Не, предлагаме и на крајот не излегува на терен и кој на крајот добитник од граѓаните? Не е го ред, че се согласите. Не е го ред. Сега предлагам да имаме предлог на комисијата да бидеме одговорни како совет, да го изгласаме за да можат луѓето да бидат обештетени. Ние работиме во интерес на граѓаните. Старата комисија. Па, тие се луѓето кај нас што човете се, како да кажем, таа област стручни. Добре. Дали некој друг разбор? Пошто никој нема разбор, го заклучувам претресот по четвртата точка и предлог решението за формирање на комисија за давање на проценка за утврдување на висината на штетите не стават од полезните гласните раз, казвам, на територијата на општина на стават глас. Кој е за предложението? Предлог решение, долу не се да се занема против не. Точка број 6. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2024 година.
Ова значи материјал кој што ми е доставен од краја на Вардарски плански регион, значи годишен извештај за реализација на програма, каде што во прилог има и финансов извештај. И во извештајот нели се содржани сите проекти кои што се реализирани до 2024 година за општините од Вардарскиот плански регион, вклучувајќи и општина Демир Капија. Поради обемност нели на извештајот за работа беше доставен електронски, а додека финансовиот беше доставен хартиена форма. Да, ми има прашање, има разбор, односно шеста точка од дневниот ред. Пошто никој друг нема разбор, заклучувам шестата точка и пред заклучок за усвојување на годишни извештај за реализација на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2024 година става на гласа. Тоа за вака предложение од предлог заклучок, молам рака. Бега гласование, продукти на одржани. И последната точка на дневниот ред е разгледување на барање на физички и правни лица. Почетокот на село на општина Капија доснеше со подобијата идентични изразија, што разговараше по однос на барање на физичките и правните лица и верски заедници и целиот точка барање од Црква Вознесение Христово, Спасо село Корешница, тие бараат финансиска помош за фреско живопис, донесохме одлука да се помогне со висина 30.000 dinara, кој за вака предложение од висина на помош на Црквата Вознесение Христово, Спасо село Корешница, било на генерал. Едногласно дело гласа за Имаме барање од Џамискиот одбор од село Бистренци како финансиски средства за реновирање на џамијата, која што се наоѓа на сред село. Има потреба од кабел, цемент, барка, дрони, даски, градежни материјали. Донесохме одлука да се помогне со висина од 30.000 dinara. Кој за висината, кој за ваква предлог, молам да кредираме. Еден глас се затворено на одржане. Барање од Џамискиот одбор на село Корешница до Советот на општина Демир Капија за финансиски средства за оградување на гробиштата кои се наоѓаат на сред село. Значи потребни се топонски столбови, метална мрежица не. Исто така 30.000 dinara висина предлог на Советот. Кој е за вака предложение висина на помош? Имаме уште 3 барања од физички лица. Госпоѓа Сејин Усенова за сопругот бара помош за лекување. Едно од барањето, второ барање е од Владенчал и трето од госпоѓа Весна Колева. Донесохме одлука да сите тројца им се помогне по висина од 6.000 dinara. Дали да гласаме поединечно или можеме да ги ставиме со одредна висината, да ги ставиме поединечно да ги гласаме. Добро, за се и усемува 6.000 dinara кои се предложението 8. Дела да се заедно против нема одржани. За поставljamo Mladen Čarov, 6.000 dinara, еднократна парична помош. Дела гласа за нема против нема одржани и Весна Колева Ангелов, 6.000 dinara, кој за вака предложената висина. Дела гласа за нема против нема одржани. Тоа ги истакнувме точките од дневниот ред за денешната 45-та седмица на Советот на општина Демир Капија. Благодарам всички колеги советници и благодарам на екипите. Да, само сакам пред да затворам седмицата, чисто информативно, за да ви известам и вас, што ми колеги советници, за барање за поддршка и учество во акција Генералка Викенд 2025 година. Значи, таа генералка би се одржала на општина Демир Капија во периодот од 9 до 11 мај 2025 со заедничка цел на кампања да бидат безотпадни. Акција Генералка без вике за 2025 планирана е во нашата општина се реализира од 7 до 9 мај, веќе обикувана е
заклучки да дадете допринос во успешност на акцијата која за волонтерските учесници е планирана на 9 мај петок 25 со ракавици, мречи, судирано и вода за пиење, ќе добиете на лице место таму, ќе ги капете пред почетокот на акцијата во 9 часот во холот на општинската зграда. Почеткот на акцијата на локациите за чистење е во 10 часот на 9 мај и ќе трае 2 часа. Во целост е традиционална порака за организаторите, како и секоја година, според генералка Викен, и сака да ја замолиме да ни изпратите кратки видео пораки со кои ние ќе ги објавиме и ќе ги емитуваме во нашата емисија, така емисија. Да, заедно со нашите пријатели до ТВ21 11 мај ќе продуцираме едночасовна емисија специјално посветена на генералка Викен за 2025 година и ги сакаме да го ставите, да го ставиме таму и нашето видео. Затоа не двумете се и изпратите ни во вашето видео преку и пошта дома generalkaviken.com преку WhatsApp или Viber на телефонски број 071 349 075. Уште еднаш 071 349 705. Тоа беше само информативно, ви благодарам за оперативност, за да се